Cowboy on Red Dead, така му е корисничкото име, вели дали е добро да правиме туширање со ладна вода. Добро е. Генерално е добро да се тушираш. И да, тренд е и се зборува денеска за туширање со доста со исклучително ладна вода. Има и ice baths, односно во мраз, особено знаат спортистите тоа да го прават како начин на регенерација на мускулите, да одат во топла, па во ладна вода и во бањи. Бенефитите може да бидат намалување на воспалението после физичка активност, да доколку имаш иритирана кожа и да те чеша и слично, да имаш некои такви појави, да помага затоа што ладната вода практично ги стеснува капиларите кои што ги имаме на површината на нашата кожа и при тоа се намалува дотокот на крв и помага, се концентрира во внатрешниот дел на телото, абдоменот најмногу, и при тоа помага да се оттргне таквата појава и чувство на чешање. Но немој да прифаќаш дека едно е подобро од друго. Се препорачува, да речеме, ладни тушеви и бањање со ладна вода да се практикува можеби наутро, бидејќи зголемува будноста, циркулацијата, пулсот и така натаму, и ќе ти помогне за да можеби по спремно го влезеш во денот, во работниот ден. На вечер се препорачува да биде туширање со топла вода. Искрено ја лично тие игри на топло-ладно исклучиво ги правам во спа, дома не ги правам, не се туширам со ладна вода, затоа што генерално и утрата не ми треба некоја доволна будност, си се будам буден и не ги практикувам, но се разбира дека има бенефиции и слободно практикувај ги. Дали ладен и топол туш, и најдобро е да правиш комбинација. Значи можеби да одиш до 30 до 60 секунди на максимум колку што можеш да издржиш ладна вода, па потоа да одиш до 30 до 60 секунди до максимум колку што можеш да издржиш под топла вода, и тоа да го повториш можеби 2-3 пати. Таа комбинација најмногу се препорачува дека ги дава и двете бенефиции, и на будност, и на можеби смирување, и се препорачува во случаеви и луѓе кои што имаат можеби анксиозност и слични такви појави. Така да тоа е мојот одговор и одговорот на науката.